Добро, да го оставиме тој настан, дали има нешто уште да се одговори, да се доискажеш во смисла на прашањето на Петра или? Па не, или тоа е тоа? дека е тоа што се однесува до НЛО-то. Добро. Ние соправме некаде, почнавме да зборуваме за она што е забележано во историјата на појавите на НЛО-та во светот. Па НЛО-та е кој феномен се јавува уште и нели во Стариот Завет, пример. Во Стариот Завет во Библијата Екзекил има средба со нешто што нешто од Вселената што денеска наликува на као на НЛО. Исто така во една кинеска династија, мислам Сунг или Санг, некаде во 11-тиот век, во една од тие книгите на тогашниот кинески цар, он забележува дека такви некои светлосни ефекти, дека на небото се јавува нешто во форма на бисер, која што испушта некакви светлосни ефекти низ небото. Значи во 11-тиот век во Кина е забележано тоа. Иначе во некаде 19-тиот век започнува и прибележување на вакви работи, на вакви феномени што се јавуваат во на ова, така да веќе 1800 година во март месец во централна Германија е забележана вакви недефинирани објекти, значи народот кој што не можел да се го објасни. Исто така февруар месец 1802 во Велика Британија се забележани исто вакви некои точки кои што летаат низ небото. Па 1839 година во септември исто така во Велика Британија е забележано некаков објект кој што се движи низ сонцето, значи нешто што наликува што би можело да се објасни кој НЛО. Па 1849 година исто е забележано така, па 1859-1862 исто така е забележено феномен во Велика Британија вакво на НЛО. 1897 година во Америка забележено во Тексас се срушува некој непознат објект и овдека е забележено дека и мештаните наоѓаат некакво мртво тело кој што го копаат овдека со сите верски објекти како што нели како со сите верски обичаи како што и они биле. Се 1913 е забележено исто вакво на небото над Америка забележено некој НЛО. Сега на најкарактеристично е НЛО во Америка што се случува во периодот во 1942 година, значи 24 и 25 февруари, кога во изнад Лос Анджелес се јавува НЛО и ова појава во историјата е забележена како битката за Лос Анджелес, нели, кога војската излегува, мислам, ова целава работа случува некаде околу 2 сат после полноќ, кога се забележува некои чудни објекти на небото и при тоа се ангажира полицијата, се ангажира војската, испалени се некаде помеѓу 1500 до 2000 проектили на објектот. На објектот, меѓутоа без никаков ефект да се сега во паника овдека и неколку десетина луѓе, мислам, отприлика дека страдаат од страв, мислам, од срцеви удари. И овој настан, нели, во историјата е познат као битката за Лос Анджелес. По тој повод се снимени неколку филмови на оваа тематика, мислам. Нешто најпознато што случува во тој период, значи. Исто така во Америка 1944 година некои војни авиони имаат средба со некое такво НЛО. Исто така 1946 година во Шведска, во целата Скандинавија, значи се забележува вакви недефинирани летечки објекти. 47 година април месец, значи еден ден само пред на Кенет Арнолд да го види, мислам тоа е НЛО-то, тогаш има една ваква средба. Па наредниот ден, значи 24 април 1947 година Кенет Арнолд нели го гледа она НЛО-то од кој што настанува и оној израз од летечки чини. Па исто така јули месец, мислам почетокот на јули 1947 година е оној инцидентот на Розвел, нели, кога НЛО се спушта на еден ранч таму и војската објавува дека нели во тоа време сработи за некој метеоролошки балон. Па
Па 1948 година исто така некои зелени топки шетаат, летаат низ Америка. Исто така и 48 година и еден пилот страда додека следи НЛО. Исто така 48 година и во Капушин, тоа е кај Волгоград едно место, наводно дека е соборен НЛО, значи од страна на неколку руски мигови. 1949 година група од луѓе гледаат 6 до 8 триаголни објекти во Ново Мексико, значи ги гледаат како се движат над небото. Сега меѓу овие објекти се гледа и овај Томбо, човекот кој што ја открива планетата Плутон, значи меѓу тие луѓе кои што го гледаат. И исто така 1950 година забележано е ваков еден НЛО. 1953 година еден амерички војен пилот е грабна додека иде во потрага на НЛО, значи додека го следи НЛО-то. Са 1954 година во Франција се случува непознат случај на Френч флап, наречен познат во историјата, кај што во неколку наврати во месецот септември, значи започнувајќи од почетокот па до крајот на септември, на неколку места има случаи во Франција на средби со НЛО. Така да еве на 2 септември некој со мотори има видено, значи некој вселенско летало така. Исто на 3 септември еден 50 годишен додека одел на работа, он гледа некое чудно суштество, значи налик на НЛО, значи суштествата биле не личело одека од земјата, значи он додека им се приближило ни со молтавична брзина побегнале. Исто така и еден фармер додека вадел вода од бунар, значи он му доаѓа некој летечки објект, од него излегува некое влакнесто чудовиште, нели, кое што така гледа да стапи диалог во него, значи он кога трнал према неговото суштеството бега. Исто така истата година и во Техеран, во Иран е забележан некој ваков слични објект. Сега 1954 година исто така е забележано НЛО-то, па 55 година е забележано. 1961 година еден брачен пар од постар брачен пар, значи кажува дека се грабнати од ванземајци, мислам од овде. Од воземјани. Да, од ванземјани. И веројатно бројот на вакви појави. Би сакал да кажем уште два случаи. Уште неколку случаи, мислам, и астронавтот Френк Борман. Значи, он има една фотографија од НЛО-то која е во Джемини, мислам. Исто така и Џими Картер, еден од претседателите на Америка 1969 година има средба со НЛО. Нил Армстронг исто така пријавува дека 1969 година кога лета со Аполо 11, он гледа нешто што наликува на НЛО-то. Така. Да се чуеме еве и со вас, да видиме какви се вашите искуства, почитувани слушатели. Може би некој од вас имал таква ретка прилика да има средба од трет вид, како што ги нарекуваат овие средби. И натаму остануваме контактибилни 070 145 921 или пак 55 11 793. Нешто пред 23 часот е повторно од студиото. Зоране, на долго и на широко се зборуваше минатата година кога еден неидентификуван летачки објект се судри со МиГ-31. Ова се случи над небото над Романија, мислиш некаде средината на минатата година, нели така? Да, некаде средината на минатата година во Романија, значи на територијата на Романија, поточно во делот кај Трансилванија, отприлика кај што Дракула кај што потекнува, дојде до судар, значи помеѓу некаков си објект и МиГ-21. Значи,
еден руски авион. Сега во тоа време пилотот нели на авионот полесно повреден. Во неколку наврати он кажуваше дека најверојатно видел на објектот со што се удрил, наликувал на... Дали преживел пилотот? Да, пилотот преживел, наликувал као на некаков си бисер. Затоа што голем дел од се сметаше дека всушност тоа он се судрил со некој јато птици или дека со некој мини метеорит. Меѓутоа он си остана доследен на тоа кажаното, дека тоа што се удрил наликувало некој си бисер, дека он за дел од моментот, за некој 100 дел од секундата он го вишел и му останало јасно во сеќавање. Мислам, дури он го црташе као некаква си форма, значи и така. Сега на што остана случајот, најверојатно дека случајот пак се водил во ние неразраснени случаи и си остана така како што е.